Предлог законот за измени на изборниот законник во делот на една изборна единица по 2,5 години од поднесувањето конечно дојде на дневен ред пред пратениците. Сите се залагаат за потребата од една изборна единица без изборен праг, со што конечно би се задоволило уставното начело за еднаква тежина на секој еден глас од бирачите и за рамноправност на партиите. Суштинска промена со која што бараме со овие измени да се направи, тоа е Македонија да биде една изборна единица, да остане пропорционалниот модел, но исто така да нема изборен праг или изборниот праг да се формира по природен пат, зависно од тоа колку гласачи ќе излезат и тие ќе се поделат на 120 пратенички места. Ние поддржуваме, се разбира, прифаќање на сите забелешки од ОПСЕ и ОДИХР, но исто така во однос на изборниот модел бараме воведување на една изборна единица без праг, отворени листи и зголемување на родовите квоти, односно подеднаква застапеност на жените 50-50 на листите и за парламентарни и за локални избори. Ова ќе доведе и до внатрепартиска демократија, кога ќе се креираат листите, ќе се мисли, значи, да има репрезентативност од сите региони. ВМРО Народна партија во своите програмски цели ја искажува определбата за измена на законот за една изборна единица и како пример ќе кажам дека во изминатите парламентарни избори ВМРО Народна партија освојуваше и 30 и преку 30.000 гласови без ниеден пратеник во собранието. Но ставот на владата, подпишан од првиот вице-премиер Артан Груби, донекаде ги подкопува надежите и очекувањата дека ваквите законски измени ќе го дочекаат светлото на денот барем во блиска иднина. На ова упати лидерот на левица Димитар Апасиев. Но да се види кој е газда во куќата, еве ви го мислењето од влада. Значи сите сме за, ама премиерот Артан Груби вика, имајќи го во предвид сето погоре наведено во мислењето, владата на Република, таа и таа, не дава позитивно мислење за предложениот текст на предлог законот. Значи, џабе веземе кога дуи не дава ова да помине. Домазетот во владата нема што да каже на ова. Кон ова со коментар се надоврза Силјановска Давкова во делот на тоа владата и кога не е предлагач на закони за истите да излегува со мислење. Не ми е јасно зошто кога владата не е предлагач, секогаш дава мислење, тоа не ми е јасно мене. Собранието е тоа што ги носи законите. 2/3 од граѓаните поддржуваат измени на изборниот законник за една изборна единица, зашто на крајот на речиси секој парламентарен изборен циклус нераспределени остануваат околу 100 до 120.000 гласови на бирачите.